Здраво и добре дојде на лекција број 2 од програмата Креирај го животот од своите соништа. Во оваа лекција ќе зборуваме за поставување цели, како да ги поставиме нашите цели правилно, за да ги манифестираме полесно и побрзо. Ќе зборуваме за метода нова приказна и за метода визуализација. Пред да почнам со методите директно, овие денови размислував како и на кој начин работата на мене и како целиот тој процес влијаеше на моето однесување на ситуациите и кои се тие промени што јас ги имам доживеано и кои конкретни ситуации истиот надвор кај мене предизвикуваа различна емоција и различна реакција на тие ситуации. Она што го заклучив дека во сите сфери од мојот живот, мојата реакција повеќе не е иста на истата ситуација. Дека јас различно гледам на работите, дека си има променето моето размислување, мојот начин на гледање на работите и си има променето тоа да јас повеќе не дозволувам работите од надвор да допрат до мене на истиот начин како што допирале порано. Односно, и кога го напишав постот на Инстаграм "Живот без стрес", многу тригери кај мене работеа баш на тоа, живот без стрес. Кога некој ќе спомнеше живот без стрес или да се избегнува стрес или стресот лошо влијае, сите аларми ми се вклучуваа и имав многу тригери на таа тема, како може да се живее без стрес и како тоа јас бирам дали ќе живеам без стрес. Па ако стресот доаѓа кај мене или некоја негативна случка доаѓа, сега јас немам опција да бирам дали ќе ја прифатам или не, едноставно ми преостанува само да бидам изнервирана или да бидам под стрес. Но со работа на себе сватив дека тоа не е точно и дека јас бирам дали на одредена ситуација ќе гледам како на стресна, дали ќе реагирам со стрес или ќе ја прифатам едноставно и ќе верувам дека има причина и ќе верувам дека се случува за моје добро и ќе верувам дека таа ситуација треба да ми донесе нешто добро и дека сега не гледам што е тоа, дека не ја гледам по големата и по широката слика, но дека има причина. Но кога почнав со работа на себе, не ги гледав работите така и реагирав многу бурно и бев доста избувлива и темпераментна во поглед на реагирање на другите луѓе, на случките, на ситуациите, на кога разговарав со некој и секое контрамислење од моето, јас сакав да го докажам дека не е вистина и дека јас сум во право. Многу обожавав да се докажувам дека сум во право, а сега обожавам само да бидам во мир. И кога почнуваш со работа на себе, не знаеш кој скалила ќе ги искачуваш и кога почнуваш да медитираш за една недела, ти не гледаш магија, дека надвор нешто се променува и дека ќе почнеш магично да манифестираш се што сакаш, иако и тоа е можно. Ти ќе почнеш да манифестираш, но нема се да доаѓа одеднаш, ќе доаѓа едно по едно. Но после 5-6 месеци, после една година, кога ќе се сватиш за таа верзија од тебе која што почнала, моите папагали нешто се бунат, и таа верзија која што се ти, после таа една година работа на себе, ќе биде многу очигледна промената. Сега ќе ви дадам неколку примери на кои што, неколку ситуации на кои што јас различно реагирам, кои што баш беа конкретни. Јас и брат ми сме многу поврзани и многу сме блиски и јас се она што ќе му се случи на него, дали ќе биде тоа позитивно, си го прифаќам исто како на мене да ми се случува. Ако нешто му се случи негативно, некоја лоша случка, јас исто многу стресно го прифаќав тоа и многу емоционално го доживував било што да му се случува во животот. И за пример сега ќе ги земам, например, неговите казни. Кога бевме во Македонија, пред да работам на себе, се имаше случајно да го застане полиција и да му пишат казна. И јас во тој период, секако дека прво сум тука како да го утешам и да му дадам на него подршка и дека се ќе се среди и најбитно е ти да бидеш жив и здрав и ништо друго не е битно и се што може да се купи и плати со пари не треба да не до толку потресува, но знам дека тогаш
2 дена не сакав да излезам од дома, не сакав да ги видам моите другарки, плачев цело време, барав 300 начини како да се реши и среди ситуацијата, но бев очајна. Како тоа случува, зошто тоа се случува, зошто на нас ни се случува и многу такви мисли како ние сме жртва во ситуацијата и дека тоа на нас ни се случува од незнајна причина на нас. Кога почнав со работа на себе, се јавува мајка ми и стои како мене доста потресена, плаче на телефонот, на вратите му пишеле казна, го сликале имало радар. И јас во тој момент само кажав, нема да има казна, ќе му ја земат возачката, нема да му ја земат. Ама ова е Германија, ти не разбираш што твојот розов свет не функционира како што ти мислиш, ќе му ја земат возачката, го сликале со радар, готово е завршено. Не, мамо, не е завршено ништо. Затоа што можеби радарот не работел, можеби ограничувањето не е тоа кое што вие мислите. Нема да му ја земат возачката, сигурна сум во тоа. И предложив на мајка ми метода решено. Као решено е, готово, не го мисли, нема да се случи. Решено е, универзумот на некој начин ќе го реши ова и нема да дојдеме до вашиот конечен резултат кој што го имате издефинирано, дека ќе му ја земат возачката. И мајка ми тие денови, затоа што тоа и беше единствената опција, не дека многу веруваше во мојот универзум и моето креирање, ама тоа и беше единственото зашто може да се фати на некој начин и ја користеше методата решено и само ќе ми каже по цел ден дома одам и кажам решено е, решено е, решено е, решено е. И да, се реши. И му стигна казна од само некои 100 евра. Но мојата реакција беше тотално различна. Во првата ситуација плачев и се нервирав и како да беше крај на светот. Втората ситуација само окей, нема да го добиеме тој резултат. Сигурна сум дека има некоја причина и ќе се реши на подобро. Ова ќе исклучи со најдобар можен исход за нас. И така, нели, и се случи. И периодот од, да кажеме, помеѓу тие две случаи, можеби е бил 1 година, а може ни цела година. Толку имав работено на себе, за да до толку ја промена мојата реакција од очај до сега, окей, го прифаќам, но ја прифаќам, нели, диагнозата, ама не и прогнозата, како што е Елијана Вучевиќ. И сакам да кажам дека е можна промена. На иста случка ние различно да реагираме. Помирно да прифатиме и едноставно да знаеме дека се случува за добро и дека ќе дојде најдоброто за нас. И дека од оваа случка, од оваа негативна случка, ние ќе го добиеме најдоброто можно решение. Има многу такви ситуации во кои што јас го имам променето мојот начин на реакција, тоа е само со медитација и со работа на себе. Затоа што посвесно ги гледаш работите во моментот кога се случува, пред да пукнеш, застануваш и размислуваш добро, дали е навистина толку лошо ова и што може добро од ова да излезе. И со самото тоа што очекуваш добро од некоја ситуација, доброто го манифестираш и го креираш. Мојата прва манифестација, кога почнав на мојот почеток, беше да почнам со работа во Adidas, тогаш тука, во Норвешка. И имав запишано на лист хартија, затоа што прочитав во една книга, дека ако нашите желби ги запишеме на лист хартија, дури 40% се поголеми шансите да ни се остварат. И јас си запишав на лист хартија, јас имам работа до 31 март. Тоа беше на почетокот на март, затоа што секој месец си поставував некои мои цели. И јас сум работена до 31 март работам. На мене на 30 март ми се јавија и ми кажаа дека сакат да работат со мене. Колку беа шансите да работам на тоа место? Па не многу големи, затоа што не го знаев јазикот, немав искуство, никакво. Зборував англиски, многу малку норвешки, но пред мене имаше кандидати кои што и беа од Норвешка, изборуваа норвешки, кои што има искуство, но тие одбраа да работат со мене. Зошто? Затоа што јас секој ден визуализирав и афирмирав и се заблагодарував однапред на работата што сум ја добила. Визуализирав како одам на работа, како сум облечена, како сум дотерна, како има сонце, како јас пешачам до работата, затоа што беше блиску овде.
се визуализирав. Како ми е таму, како се чувствувам, колку сум среќна, кога доаѓам дома, кога ме прашуваат, како си помина. Одлично, одлично. Тоа беше мојата поента на работата. Дека јас кога ќе дојдам дома ќе бидам полна со енергија, ќе бидам среќна и кога ќе ме прашат како беше, одлично беше. Да уживам во работата. Не работата да ми биде стрес, туку работата да ми биде задоволство. Таква работа и имам. Иако не го работев тоа што го сакав, не бев коуч, тогаш не знаев дека ќе бидам, но уживав и во таа работа што ја работев тогаш. Брат ми не веруваше во моето манифестирање и моето креирање и тогаш за прв пат јас имав доказ. Само му се јавив, мене ме примија на работа и му го сликам документот, листот на кој што имав запишано дека јас имам работа до 31 март. Тогаш за прв пат поверува и за прв пат си напиша своји цели. Сите му се остварија. Првата беше да си купи автомобил, како што се посакуваше, Audi Jeep Q7, и таков си купи. Второто беше да ја промени возачката дозвола од Македонија и трето имаше запишано да може да работи со да вози камион со категорија С. Сите негови цели се остварија. И тогаш за прв пат поверува и си запише и ми кажа само ако не се исполне, ќе видиш ти, ама му се исполне и му се остварија и тоа за многу кратко време му се остварија. Сакам да кажам, луѓе, поверувајте и пробајте. Ако не верувате, тестирајте. Запишете. Оваа програма може да ви донесе многу резултата, може и да не ви донесе резултат. Се зависи од вас. Ако запишеш цели, ако визуализираш, ако афирмираш, ако заблагодаруваш, ќе го манифестираш тоа што го сакаш. И најбитно е по патот да се забавуваш и да уживаш, затоа што не е битна крајната цел. Битно е патот и патувањето да уживаш во него и да научиш да уживаш и да се радуваш во животот и без да имаш физичка манифестација надвор. Сега ќе преминам на главното, односно како да ги дефинираме нашите цели. Ви напишав и на WhatsApp групата дека афирмација со јас има голема покренувачка моќ. И таа афирмација со јас имам, ти му кажуваш на универзумот дека веќе го имаш тоа што го посакуваш. Јас имам нов автомобил. Јас имам успех. Јас имам пари. Јас имам здравје. Јас имам здрави деца. Јас имам прекрасен брак. Јас имам сопруг кој што ме разбира и почитува. Јас имам. Изјавуваш дека веќе го имаш универзумот само на истата фреквенција ти дава повеќе од тоа што го имаш. Затоа што тоа така функционира. Право ние даваме, а потоа универзумот на истата фреквенција само ни одговара со позитивен одговор. Значи, со таа изјава ти му кажуваш на универзумот дека имаш, а тој само ти го дава тоа што го имаш. Не афирмираме со јас сакам, затоа што универзумот ќе ти даде причина пак да сакаш, туку афирмираме со јас имам. Јасно, дефинирано, јас имам. И после јас имам го додаваш она што сакаш да го имаш. Моите цели поставени денес се јас имам успех. Јас имам 3 нови клиенти во месец мај. Може и да ограничите со време, например, до кога сакате желбата да ви се оствари, а може и само да ја дефинирате како слободна желба. Ние живееме во куќа на море. Секој ден пешачам покрај море. Јас имам нов автомобил. Јас возам, јас уживам во мојата работа, креирам нова и корисна содржина секој ден. Јас ги мотивирам луѓето и им помагам на луѓето. Ова си го најдов во еден мој стар дневник. Јас ги мотивирам луѓето и јас им помагам на луѓето. Тоа ми е афирмација, запишена во периоди кога почнав да истражувам што е мојата животна страст, да се откривам себе и не знаев, немав дефинирано дека сакам да бидам коуч, туку имав дефинирано мали ситни работи кои што ме доведоа на крајот до тоа дека сакам да бидам коуч. Имав напишано дека сакам да мотивирам, сакам да им помагам на луѓето. Имав напишано дека сакам онлайн работа. Дека сакам да патувам и да работам, дека сакам она што го знам да го пренесам. И во еден курс имавме задача да ги прашаме нашите родители, старатели, што е оно што сме го правеле како мали, што сме сакале да правиме како мали. Јас ги прашав мајка ми и баба ми затоа што пораснав со баба ми и кај неа и таа многу ме чуваше. Јас сум единствено женско
внуче и бев омилена. И во момент сакам само да ја поздравам баба ми Николина, која што секогаш чека да ја ги пратам видеата и ги гледа, и сите лајвови од Инстаграм ги симнувам за неа, за да може да и ги испратам и да ги гледа, и сите ги гледа по 3 пати, и сакам да ја поздравам во овој момент и да ја кажам дека ми значи тоа што ме гледа и ме слуша, и дека за мене тоа е подршка. Во тие разговори и мајка ми и баба ми кажаа дека сум си играла како учителка и цело време сум сакала да бидам, ќе сум облекла штикли, ќе сум се дотерала и сум била учителка и ќе сум им предавала на помалите братучеди. И во тој момент знаев дека сакам да подучувам и сакам да учам и сакам да ширам знаење, да го пренесувам она што го знам, ама немав дефинирано што точно. Така да, ако имате некоја цел или желба за промена на професија, а не знаете што е тоа, почнете од тие мали ситни работи. Што би сакале вие кога сте били мали да бидете, или што сте правеле, или можеби само делимични, да кажеме, описи на она што би сакале да го правите, или како би сакале да се чувствувате. И тоа е дефинирање. Како сакам да се чувствувам на работа? Сакам да сум почитувана, да сум среќна, исполнета, задоволна, насмејана, и тоа е дефинирање. Следно, откако ќе ги дефинирате вашите цели со јас имам, ги запишуваме и како афирмации. Јас така ги дефинирам моите цели како афирмации. Јас имам успех, јас имам тоа и тоа. Треба да дојдеме на вибрација, односно да дојдеме на вибрација на желбата, на нашата цел, на вибрација на тој нов автомобил, а тоа е висока вибрација. Како можеме ние да ја постигнеме таа емоција, како желбата веќе да имаме, и да постигнеме висока вибрација? За мене многу корисна е методата нова приказна. Што правиме во нова приказна? Го запишуваме она што сакаме да го живееме како веќе да го живееме. Јас ќе ви ја прочитам мојата нова приказна за успех. Може да напишете нова приказна за секоја тема одделно. Успех, пари, семејство, семејни односи, или можете тоа се едно заедно да го склопите, каков живот би сакале да имате за 1 година од сега, или за 5 години, или за како и да е. Како вие би сакале да се чувствувате вашата идна или твојата идна ти, како се чувствува, како се однесува, што прави. Мојата нова приказна за успех е од книгата на Ана Бучевич. Во книгата се вика Умејче креирање реалности. И таа нова приказна за мене е многу корисна и многу ми ја крева вибрацијата, и јас во моментите кога ја читам, исто како да го имам манифестирано тоа што го сакам. Живеам успех, живеам своја дефиниција на успех. Знаев дека тоа е можно. Чувствував со целото свое битие дека заслужувам успех. Денеска сум тоа. Успешна сум на сите животни полиња. Живеам прекрасна партнерска љубов, моето тело е потпуно здраво, живеам финансиска слобода, работам работа која што ја обожавам. Имам прекрасни семејни односи, прекрасни и искрени пријатели. Среќна сум. Деновите ми се прекрасни, животот ми е прекрасен. Чувствувам секојдневна радост. По тоа знам дека сум успешна. Инспирирана сум и мотивирана. Се будам секој ден со радост и возбуда. И возбудено го очекувам новиот ден. Успехот е дел од моето секојдневие. Живеам своја дефиниција на успех. И да, мојата дефиниција на успех е да бидам радосна и возбудена секој ден. За мене е тоа успех. Нова приказна ја напишувате во однос на вашите цели, и ваша задача е да ја читате секој ден. Додека ја читате, треба да сте сконцентрирани и присутни во тоа што го читате, во зборовите, да можете да ја почувствувате емоцијата. Ако не чувствуваш емоција додека го читаш тоа, промени го текстот. Напиши го она што ќе ти дава подобра емоција. Другата метода е визуализација. Односно, она што ќе го напишеш во нова приказна,
да го визуализираш. Одреди 3 до 5 минути во текот на денот, најдобро пред спиење, секако ги затвараме очите, па може да визуализираме. Ако имаш можност, прави го и 2 пати во денот. Нависи аларм на 3 минути или 5 минути и седни, извизуализирај и види го се она што сакаш да го живееш. Ако сакаш да манифестираш, например, јас ќе го земам мојот пример, успех. Што е успехот за мене? Да бидам срекна, да бидам возбудена, да бидам креативна, да креирам нова содржина, да бидам инспиративна, да им помагам на луѓето, да ги мотивирам, да бидам присутна за нив, да бидам корисна за луѓето, Тоа е мојата дефиниција за успех, да се будам секој ден возбудена едва и чекајќи да почнам со работа. Тоа е мојата дефиниција за успех, јас тоа го визуализирам. Како сум облечена, како мирисам, каде живеам, што правам, кои се моите навики, детали. Во визуализација е битно да видите детали. Цела недела читај твојата нова приказна и визуализирај. Резултатот сама ќе го видиш. Нема потреба да ми веруваш, тестирај и пробај. Биди скептик кој тестира, не биди скептик кој само слуша. Оваа програма нема да донесе никаков резултат ако само ја слушаш. Твое е да примениш. Твое е да визуализираш. Твое е да ја читаш твојата нова приказна. Ако тоа е тешко за да го промениш животот, зарем не е потешко да живееме во стрес секој ден? Зарем не е потешко секој ден да бидеме нервозни, да се будам за работа и да пак ли треба да одам на работа? Мислам дека тоа е потешко од читање на нова приказна и визуализирање. Ти посакувам да ги манифестираш сите твои цели, сите твои желби, а уште повеќе ти посакувам да уживаш во целиот пат, да уживаш во ова искуство на креирање, на манифестирање, да освештиш дека ти си креатор, дека не си жртва, никој ти нема напишано судбина, не си родена под лоша звезда. Твое е да поверуваш дека можеш, дека имаш моќта ти да го промениш твојот живот. Само пробај, тестирај, немој да ми веруваш, тестирај и магијата сама ќе дојде кај тебе. Убав ден, се гледаме во лекција број 3. Чао!